Добро, почитувана председателка, почитувани колешки и колеги пратеници. Јас се јавив за збор затоа што сметам навистина дека денес имам исклучително значајна точка на дневен ред и навистина ја поздравувам ова иницијатива, односно закажувањето на првата седница на Комисијата за еднакви можности и драго ми е што токму денеска го имаме планот на активности за унапредување на родово сензитивно собрание. Истовремено се заблагодарувам и на представничките од граѓанскиот, односно невладиниот сектор, кои што се денеска со нас тука присутни, како би дала една поголема инклузивност на оваа дебата и на она што ние денеска го имаме како материјал, и особено благодарност до нашите партнери, односно ОПСЕ, кои што помогнале во изработката исто така на овој план на активности. Како што кажа и председателката, станува збор за еден вид наследен материјал, или јас повеќе би кажала еден материјал кој што представува убава основа за продолжување на активностите токму во оваа област. Верувам дека ние како пратенички и колеги пратеници ќе придонесеме исто така и во насока на дополнување веќе во иднина на еден ваков план, бидејќи верувам дека одржливоста е она што ја прават, што ги прави политиките секогаш да имаат на додадена вредност и на навистина позитивно влијание во секое општествено делување. Од тука би сакала да се осврна малце околу активностите, односно табеларниот преглед кој што го имаме токму во овој план, како што кажа и председателката, навистина станува збор за една позитивна методологија и позитивни активности кои што можеби за после толку време во ова собрание ги имаме како конкретна активност. Имено стратешкиот, односно планот за активности има неколку стратешки цели. Посебно ја поздравувам првата стратешка цел, односно активност, која што се однесува на измените на изборниот законник, тоа е во зголемувањето на застапеноста на жените во политиката. Понатака, сметам дека би требало собранието, има и на навистина убава предвидена активност, а тоа дека Собранието на Република Македонија да биде домаќин на еден годишен форум за напредување на родовата рамноправност. Јас би сакала овој форум не само да биде со представници токму од институциите и граѓанскиот сектор тука во нашата држава, но би се радувала многу и сметам дека би дала една посебна вредност на еден ваков форум, доколку успееме да го направиме регионален и да имаме представници од комисиите за еднакви можности од соседните земји. Дури би било одлично кога би имале и некои представници од комисијата за еднакви можности на Република Хрватска, како веќе каде што би споделиле искуство во однос на европските политики токму во ова област. Меѓутоа, поентата ми е, би се радувала навистина и сметам дека ќе биде значајна доколку и регионално почнеме да делуваме во однос на родово сензитивно собрание, со оглед на тоа дека нашите земји од регионот исто така работат активно на оваа тема, а и би споделиле и би размениле искуства во оваа област. Се сретнав со една многу интересна активност и благодарам токму на нашите претходници, колешките парламентарки кои што работеле и навистина се сетиле на нова активност, како и на нашите партнери. Имено за надзорните расправи во делот на родово сензитивно собрание. Тука си службите би можеле да ме коригираат, но она што видов дека до сега не се случило надзорни расправи во однос на родовото сензитивно собрание. И истовремено предвидени се, сега тоа тука се наведени како теренски посети, но најверојатно и директни комуникации со граѓаните токму во ова област. Навистина се интересен момент за да не само ја зајакнеме нашата комуникација со граѓаните, но исто повеќе и да ја зголемиме свесноста за колку оваа тема е значајна за сите нас. Во стратешка цел 4
Истовремено, интересно е она што е забележано е дека се предвидува измени во деловникот во однос на родова анализа и се надевам дека оваа активност ние ќе можеме, како што и тука е навидено во временската рамка, да можеме да продискутираме токму во процесот на Жан Моне во првиот момент кога истиот би бил продолжен, бидејќи деловникот нема одредба која што регулира родова анализа на законите, и тоа е веќе констатирано. Убаво би било да се изработи и таа една пријателска алатка, која што би била во вид на календар на активности за одбележување на важни значајни датуми за правата на жените и родовата еднаквост, и ева таа е токму дека предвидена и во стратешката цел 5. Накратко ќе завршам со поздравувањето на она што овој документ го предвидува, а тоа е мониторингот и евалуацијата, односно следењето и оценката на овој план на активности, што и како значаен, од аспект на тоа дека ќе потврдиме заложбата за искрена имплементација на планот за активности, меѓутоа и со оценката или евалуацијата на овој документ од оние кои што ќе бидат номинирани во комисијата за следење на оваа работа, ќе можеме да извлечеме и lessons learned или научени лекции за како понатака да постапиме во однос на надградба или дополнителна вредност, додадена дополнителна вредност на овој документ во неговата имплементација, откако ќе го воспоставиме или ќе го видиме што ќе произлезе од тој извештај на оваа комисија, бидејќи она што видов е дека една од надлежностите на комисијата е на крајот да изработи извештај за имплементацијата на овој документ. Ова е накратко она што би сакала да го споделам со вас како размислување, и искрено се надевам дека навистина ќе успееме час поскоро да почнеме со имплементација на овој план на активности за унапредување на родовата сензитивност на собранието. Тоа сепак ќе биде еден заеднички успех овдека на сите нас. Ви благодарам.